Антивакцинална кампања. Погрешна информираност на родителите од интернет за евентуални нуспојави од вакцината ХПВ и други причини си го направија своето. Во Битола девојчињата на 12 годишна возраст не се вакцинираат. Навистина не можам точно да одговорам која е причината поради која одбиваат родителите да ги вакцинираат девојчината на 12 годишна возраст. Значи, хуман папиломавирусот, вакцинација против овој вирус е воведена веќе толку години во редовна, задолжителна имунизација кај девојчината во 7 деление, односно во 12-та година. Меѓутоа, одзивот за жал е катастрофално лош, посебно кај нас во град Битола. Ако во руралните средини и други помали центри вакцинацијата со оваа вакцина која штити од карцином на грлото на матката е 100% реализирана, во Битола отпорот е голем и покрај што превентивна школска медицина организирала предавања за родителите по училиштата во соработка со гинеколозите, за да ги информираат родителите каков бенефит и благодет е оваа вакцина која штити од болест која има висока смртност и се поголем број на заболени. Минатата година имавме некој процент, само 16% вакцинирани од скупниот број кои што подлежат на вакцинација од 12 годишни девојчина. Оваа година тој број, веќе ја дадовме првата доза, значи е уште помал, за жал. Некаде може би и 8-9% од сите од скупниот број на девојчина. ХПВ вакцината се дава во 2 дози, првично на 12 годишна возраст или во 7 оделение и уште еднаш после 6 месеци од првата доза. Досега кај оние кои ја примиле нема никакви несакани последици. Тие антивакцинални кампањи на вистина не се во ред. Ние работиме, сите сме со долгогодишно искуство. Јас како специјалист школска медицина работам веќе 37 години. Стаж. Навистина секоја година поминуваат толку многу деца. Сите се вакцинирани, никакви нуспојави немаме. Навистина не можеме да замислиме зошто и сето тоа се случува. Родителите се информираат за жал од некои погрешни страни на интернет, од Facebook. Ние кога ги прашуваме од каде се информиравте, тие кажуваат некои податоци сосема без веза. Иако оваа вакцина во земјава е воведена уште во октомври 2009 во редовниот задолжителен календар за имунизација и подлежи на казни, досега не се казнувале родители кои одбиваат да ги вакцинираат своите ќерки. Последниот состанок кога бевме во Скопје, добивме некои инструкции да почнеме да ги казнуваме, да даваме во санитарна инспекција, како и за другите вакцини, така и за оваа, па може би ќе се освести популацијата. Апелот на стручните лица останува родителите да не се информираат од Facebook и интернет. Сите податоци може да ги добијат кај нив и додаваат дека несакани последици од оваа вакцина нема. Може да има само бенефит и превентивна заштита од се поприсутната страшна болест карцином на грлото на матката.